Добра вечер, поштовани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, прва во оваа работна недела, која што верувам дека ќе биде многу возбудлива како и сите претходни. Во Македонија многу работи по старо, нешто и ново, за да само и натаму се пресметува со медиуми. Не ја послушава мојата препорака да не го правя тоа, но добро. Затоа пак Алијанса на села ќе ја проверува уставноста на безбеден град, со кој што нели треба да се воведе ред во возењето во Скопје и во сите останати градови. Насушно ни е потребно, но ете, сметаат дека овој закон задира во рамноправноста на граѓаните. Во меѓувреме продолжува и судењето за трагедијата во Пулс, а од новите работи една е тоа како важна камионџиите од Македонија и од Западниот Балкан започнаа со протест, со штрајк на граничните премини кон Европската Унија, затоа што се наоѓаат во навистина една неповолна ситуација со новиот систем на Европската Унија, кој што регулира електронски како се влегува и се излегува, нив им се и тоа како им се проблематизира престојот во земјите од Европската Унија, што се разбира може да има големи последици не само за камионската индустрија, туку воопшто за економиите на Балканот, зашто впрочем зборуваше и вице-премиерот Александар Николовски. Ќе видиме како ќе се развиваат работите. Но ќе почнеме впрочем со оваа тема, но претходно да го представам вечерашниот гостин, млада сила, условно кажано, во македонскиот етер, магистер по меѓународни односи, господинот Виктор Јакимовски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Благодарам на поканата и добра вечер за гледачите кои што ќе не следат вечерва. Верувам дека ќе не следат многумина, навистина ќе биде интересно. Вие сте, реков, магистар по меѓународни односи, тоа ви е примерно истражувач, фриленсер, многу интересна една комбинација, човек кој што на дневна основа ги следи настаните на меѓународната сцена, многу важно. Јас мислам дека повеќето, ако да не речам сите кои што ја следат таа сцена во Македонија поминали низ оваа емисија, многумина и повеќе пати и навистина мислам дека е насушно потребно да се појават и нови енергии, со нови идеи. Верувам дека во вас имаме токму таа енергија што е потребна. Еве да влеземе веднаш со оваа ситуација која што е исклучително актуелна. Европската Унија помалку бирократски се однесува во случајот, што не е прв пат. За жал бирократијата во Брисел често пати каска, би рекол, касни во времето и во просторот. Новата регулатива која што се однесува на туристите ги зафаќа практично и камионџиите, транспортерите, а тие не би смеело така да се гледаат заради природата на нивната работа. Македонија и балканските земји се и тоа како врзани со европскиот пазар и доколку им се брои буквално до ден до час нивното седење во земјите од Европската Унија, тоа како ќе го проблематизира целиот процес, ќе го поскапи, ќе го направи неконкурентен. И затоа е наистина чудно што се уште, би рекол, од Брисел немаат не само излезно решение, туку според она што го читам, се уште нема ни вистинско чувство дека мора да се реагира. Така, јас баш вчера најдов на изјава од германскиот канцелар Мерц, каде што условно речено кажа дека Европска Унија веќе е пререгулирана и дека треба да се почне можеби од еден процес на дерегулација. Затоа ја правам оваа паралела, бидејќи мислам дека и самите европејци, но и ние кои што сме од Западен Балкан, можеби на таа бирократија на Европска Унија гледавме како на некој идол, како да кажам, и го идолизиравме тој процес. Речи се совршен систем, така. Така е, но сепак не е така и баш заради таа бирократизација Европска Унија, моје мислење е дека пропушти многу процеси, особено процеси во делот на вештачката интелигенција, технолошката револуција, ако сакате ќе преминеме подоцна на тоа, но во овој случај мислам дека генерално можеби ги движи и процеси и луѓе кои што се бирократи и немаат допирна точка со она што се случува на терен. Претходно, ако таа некоја регулатива се разгледувала и ако важеле тие некои правила, во самата Шенген зона биле помалку земји. Сега
со влезот и на Бугарија, на Романија, ете Хрватска исто така. Самата Европска унија е проширена и доколку претходно камионџиите можеле некако да маневрираат така условно кажано, сега тоа е малку тешко и тоа дефинитивно ќе биде предизвик, бидејќи на крајот од денот и таа трговска рута која што оди спрема Европска унија, голем дел зависи тука да поминува низ Балканот, така да можеби ќе треба земјите од Западен Балкан да настапат со некое заедничко решение, заедно да седнат на преговарачка маса, наместо тоа секоја од земјите да го прави поединечно. Да, токму тоа и го прават, впрочем, со овој заеднички протест, иако морам да признам дека Албанија се одзема, не се приклучи во процесот, иако тие се дел од Западниот Балкан, се уште се во период на преговори, за да влезат во Шенген ќе им требаат сигурно уште многу години. Навистина тука ова одвојување според мене е малку чудно, но нивна работа. Инаку често еве да кажам вице-премиерот Николовски кој што пред неколку дена најмногу алармираше практично за проблемот, вели дека се постојат три можни решенија. Едно е одложување на примената на електронскиот систем за превозниците. Второ е зголемување на дозволениот број на денови за престој во Шенген зоната од 180 на 250 дена или нивно третирање како професионалци, се мисли на камионџиите, и можност за работни визи или исклучување од постојните правила по примерот на Швајцарија. Ова е многу важно. Швајцарија, која што не е во Европската унија, е во Шенген зоната и за незе тие правила важат како за земја од внатре. Добро, некој ќе рече ние не може да споредуваме со Швајцарија, меѓутоа во случајов ако сакате, ако има политичка волја, едноставно се наоѓаат решенија, затоа што овие решенија биоделе на штета не само на економиите од Западниот Балкан, туку и на Европската унија. И сега овде ќе имаме една ситуација, доколку навистина е бирократски проблем, имаме ситуација во која што бирократите, затоа што не се на терен, не знаат што е, туку само слепо почитуваат правила, не сакаат да видат проблем кој што долгорочно ќе се одрази на економијата на сите. Ако има политичка волја, тоа се решава, ми се чини многу лесно. Ова што го спомнавте со германскиот канцелар е, се надевам, добар патока, затоа што навистина е пререгулирана Европската унија и тоа олабавување веројатно ќе даде резултати. Јас ќе ги следиме, се разбира, и понатаму ситуациите како ќе се одвиваат. Протестот ќе трае прилично, меѓутоа до 10 април, кога дефинитивно почнува да се користи овој нов електронски систем во целата Шенген зона, ќе мора да се најде некое решение, во спротивно сме во белја, што се вели. И сега, Европската унија, господин Јакимовски, е, убаво рековте, една идолизирана, ако така смеам, институција, во која што ние не веруваме слепо, меѓутоа фактот дека тамо се живее добро, квалитетно, последниве 70 години најмалку, мир, просперитет, соработка, развој и така натаму, не е возможно да не магепсал, како да кажам, исто како што американскиот сон магепсува, луѓето сакаат да веруваат во една таква работа, меѓутоа Европската унија последниве години се покажа има сериозни проблеми, едниот од нив веќе го спомнавте, таа пререгулација и таа бирократија ја направи Европската унија да каска во економска смисла, artificial intelligence или вештачка интелигенција и така натаму, за другите големи сили. А сакаат да бидат еден од столбовите на светскиот поредок. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е ово што се случува сега на релација САД-Европска унија, значи нема да речеме отворено непријателство, меѓутоа ривалитет кој што допред некоја година би бил незамислив практично, нешто што ни во филмови не го правеле, оние од science fiction, сега стана реалност. Значи Европската унија и САД секојдневно ги дерогираат своите односи. Така, јас ќе се надоврзам на тоа што вие го говорите и малку ќе се вратиме историски, бидејќи сметам дека во голема мера Европска унија е сама е виновна или одредени лидери кои што тој процес го преспаа. Пред се мислам на тоа што можеби Фукујама кога го напише крајот на историјата, тоа многу повеќе како да важеше за континентална Европа и за земјите од Европска унија, отколку што тоа важеше за самата Америка во тоа време. Тоа го зборам заради тоа што еве ако се сеќавате во претходниот мандат постоеше конфликт условно речено или спор во рамки на НАТО,
каде што Трамп побара сите да си го испочитуваат делот од 2% за придонеси и кога претходно трговските бродови мислеа дека воените бродови на САД ќе ги обезбедуваат, а тие само ќе тераат економија и ќе живеат во еден нов свет каде што војните се надминати и геополитиката е сведена на минимум, се разбудија во една нова околност. Тоа особено може да се одрази доколку да речеме 80-тите, 90-тите и раните 2000-ти години, кога се случуваше технолошката револуција во светот. Европа го преспа тој процес. Особено во делот на тоа што нивната економија, особено економијата на Германија како најголема економија во Европа, беше повеќе насочена кон нивната автомобилска индустрија, хемиска индустрија и тоа што тие традиционално го имаат, а не се вклучија во развивање на технолошки компании. И сега доаѓаме до ситуација каде што во Европа единствена така поголема платформа или социјална мрежа е Spotify. Сем Spotify, сакате Google, сакате Microsoft, сакате YouTube, или кинеско, се е таму. да. И Европа дојде во ситуација да биде, ајде ќе го наречам, тоа е една технолошка колонија на САД, од што не можат да избегат, бидејќи веќе е касно за тој процес. Од друга страна, кога веќе се отвори еден простор со самиот развој на вештачката интелигенција да се влезе во еден таков процес на развој, Европска унија наместо да направи атмосфера каде што ќе може да се случуваат иновации и луѓето кои што се генерално од земјите на Европа да се фокусираат во тие земји, да се обезбедат услови за да можат да се формираат соодветни силни стартапи, да се вложува во нив, тие емигрираа во САД каде што таму условите се далеку на поголемо ниво и Европа влезе во процес на регулирање на вештачката интелигенција каде што пак касни. Да, тоа е дури помалку чудно, затоа што ние пред да влеземе во студиото рековме ние го доживувавме, некои се уште го доживуваат колективниот запад како едно тело, речи си. Да. Од не знам Словачка или не знам кој е тамо на исток, до Австралија како едно исто тело. Меѓутоа се покажа дека тоа е замка. Да, цивилизацијски. Тоа е тоа, прилика, демократскиот процес. Добро, меѓутоа САД, особено САД, секогаш покажуваат неверојатна способност за трансформација, неверојатна способност за прилагодување. Тие и кога грешат, велат добро и поправаат на лице место. И токму затоа се најконкурентни веројатно и натаму во светот, додека во Европа целиот овој процес е препречен со илјадници, закони, договори, секоја земја мора да прифати, да изгласа по парламенти, се оди од најтенко до најдебело и сето тоа ја успорува, ја усложнува, ја претвара во еден гломазна машина, како да ја нарачам, која што не може да функционира во текот со времето. Просто неверојатно звучи дека Кина, која до пред 30 години беше практично сиромашна држава, сега ја надмина Европската унија во еден куп линии. Видете, во однос на ова што говорите, делумно ќе се согласам. Развојот на Кина е всушност развој со помош на нивното отварање спрема САД. Ако се сеќавате 71 година кога администрацијата на Никсон го напушти златниот стандард и тогаш доларот всушност го базираше токму на петродоларот, односно дека Саудиска Арабија нивната нафта ќе ја продава во замена за долар. Тогаш паралелно на тој процес технолошките компании отидоа, индустријата всушност ја модернизираше Кина. Кина се отвори за остатокот од светот и тоа се случи со помош на американското ноу-хау, на американското знаење. Кина дојде тука благодарение на тоа отварање. Од друга страна, тоа за САД значеше од друга страна дека тие ќе можат условно кажано да го извезуваат надворешниот долг и баш сега, што мислам дека веројатно ќе биде геополитички настан на првата половина од 2026 година е, Трамп ја прифати поканата за да се сретне со Си Џинпинг во април, ќе патува во Кина. И мислам дека таму ќе има некои сериозни разговори во однос на тоа како ќе се движат работите во наредната година дена, па ќе има далекусежни
последици. Тоа го говорам особено од фактот што самата интервенција во Венецуела, самата реторика за Гренланд, тоа што се случува во Иран, тоа што се случува во Јемен, сите тие мали конфликти не треба да се третираат изолирано, бидејќи тие се дел од една поголема стратегија. Она што САД го прави го стеснува маневарскиот простор на Кина, бидејќи Кина воглавно нивната нафта доаѓа од земјите од Блискиот исток. Мал е делот што доаѓа од Венецуела, тоа е некаде околу 5%, но Венецуела има, да речеме, други ресурси, на Гренланд има други ресурси. А сега се ефективно блокирани? Сега се не се баш до крај, бидејќи тие се уште може да го вепонизираат надворешниот долг и мислам дека ќе седнат да разговараат за да Кина не го прави тоа што го прави, а тоа е Кина во моментов паралелно работи на креирање на нова меѓународна економска структура, односно сака да го заобиколи доларот како светска платежна валута и да направи систем што ќе биде паралелен на SWIFT, бидејќи од почетокот на конфликтот во Украина САД на повеќе пати тоа го вепонизира. Така е. Ќе се вратиме на оваа тема, се разбира, многу е важно, но се уште сме во Европа со разговорот. Европа се наоѓа во специфична ситуација, меѓу чеканот и наковалната. Од една страна, постојано дерогирање, нарушување на односите со САД, ова со Гренланд, ќе видиме дали е многу време за ништо. Меѓутоа, факт е дека ги стави во една ситуација во која што, макар и символично испратија војска на Гренланд неколку земји, да ја покажат на Америка дека ќе го бранат ако треба, што вака само по себе, да не речам, на линија на смешно. Од друга страна имаме војната од другата страна, на исток, во Украина, каде што Европа и тоа како се има вложено, економски се разбира и со санкциите кон Русија и со апсолутно финансирање на таа војна, ако сме реални, војна која што трае, речиси 4 години, сега ќе се наполнат 4 години, ако не дојде до мир тамо. Дали Европа, ваква каква што е сега, со сите проблеми објективни, но и со сите своји можности, да не забораваме дека тоа е пазар од 600 милиони луѓе, со цивилизираност, со луѓе кои што и тоа како знаат да расудуваат и размислуваат, дали оваа и ваква Европа може да се носи, условно кажано, со овие два фронта. Од една страна да се соочи со САД на начин и да не ги навреди, да не ги стави во ситуација на отворено непријателство, но и да не се само понижи, а од друга страна да истера политиката кон Русија која што се сведува на отворено непријателство, сега да бидеме реални, и да истера логиката дека на Русија мора да и се нанесе стратешки пораз, како што го нарекуваат тоа. Така, прво спомнавте војната која трае овие 4 години, тоа ескалацијата трае 4 години, тоа трае од 2014, така. Да се задржиме, мислам, на тоа. Од тој аспект Европа почна пред некои 4 години да заговара еден термин кој што го нарекува стратешка автономија. Европа, како што ја знаем, односно самата Европска Унија, ќе мора да направи сериозни реформи внатре, и кога ќе кажам сериозни реформи, не на овие што ги разговаравме, нели, на бирократизацијата, него на самиот систем на носење на одлуки и направење на една стратегија која што ќе соодветствува со новите геополитички околности. Моje мислење е дека за да Европа продолжи да биде таков суи генерис како што е и да го зачува тој мир што е воспоставен по Втората светска војна, Европа ќе треба да стане Соединетите европски држави, ако тоа така може да се каже. Дали тоа ќе биде некоја лабава федерација или ќе прерасне во некаква конфедерација на каде што овој начин на носење на одлуки, каде што буквално кажано една земја со своето право на ведо ќе ја држи како заложник целата Европска Унија. Особено тоа, значи гледаме до каде всушност ги донесе. Од практичен аспект тоа е совршено, веројатно, да станат САД во Европа. Меѓутоа ви имате објективен проблем. Европските држави се уште не се ментално подготвени за такво нешто. Вие имате држави, притоа не мислам само на Унгарија или Словачка кои се вака најизразити суверенисти. Меѓутоа и генерално една Грција не сака
да напамет ја земам, да се разбере. Франција па сигурно не или Германија, слепо да се повинува на нешто што ќе биде одзгора донесено од некаков центар, пример од Брисел, како што е Вашингтон во САД, затоа што се инсистира дека секоја држава има своја собствена независна политика, сувереност и така натаму, нешто што во Америка е одамна надминато. И кој ве гледаме и тамо се враќаат некои стари спомени. Меѓутоа, дали мислите дека во Европа постои ментална подготвеност за да се влезе во тој еден повисок степен на Унија, каде што, навистина, одлуките ќе се донесуваат ефикасно, брзо, меѓутоа на штета на сувереноста објективно на земјите членки? Во моментов кратко ќе одговорам не, бидејќи во Европа се уште не се јавила таква една потреба на еден заеднички непријател од кој од една група што е така мешана би направил едно кохерентно тело. Русија не е доволно? Па не. Ради тоа што видите сега, Русија Русија како некој архинепријател на Европа е после периодот на Советскиот сојуз. Претходно Русија била дел од тоа што се вика Европа. Сакате културолошки, сакате цивилизацијски. Најголем дел од руското население живее во Европа, не живее во Азија, така да тоа е таа нова геополитичка околност. Мирот во Европа, самиот економски просперитет доведе до ситуација да луѓето во Европа имаат кога ќе кажам луѓето, не мислам на генералното население, туку на одредени политички елити, да мислат дека се некаков морален императив и од тој аспект да ги погрешат процесите, бидејќи мислат дека меѓународните односи ќе ги водат преку морал. На крајот од денот не може. На крајот од денот меѓународните односи прво ги водат интереси, а тие интереси се имплементираат преку заканат од физичка, односно од воена ескалација. Од друга страна, Европа или самото население во Европа не мислам дека е подготвено да прерасне да бидат сите европејци, бидејќи и самите граѓани, но и политичките елити во државите кои што се дел од Европска унија не ја третираат Европска унија како цел сама по себе, туку Европска унија за нив представува инструмент за остварување на нивниот национален интерес. И тоа мислам дека тоа е проблематично за нас, бидејќи ние направивме наратив дека кога ќе влеземе во ЕУ, ќе ни се смени магично. Напротив, тука почнуваат вистинските процеси, односно процесите почнуваат пред самиот чин на пристапување во ЕУ. И нас ЕУ ни е битна од аспект на пристап до поголем пазар и од аспект на демократизација на институциите, бидејќи да бидеме реални, ние сме далеку од демократско општество. Ако веќе добро, сакаме дека да се лажеме понекогаш дека не сме, но реалноста е добро, не и дека сме Африка, сега да не звучиме толку црно, ама не сме ги постигнале стандардите. Се уште сме земја во развој. Но ако бидеме реални, и некои од членките немаат постигнато таков развој, па сепак добро, тие од членки, ајде ќе ги именуваме, тоа се Бугарија и Романија. Претходно била и Грција. Гледаме дека проширувањето секогаш зависело од геополитичкиот императив, да не биле толку блиску, да речеме, до тој архинепријател, веројатно дека ќе влезеат така без исполнување на стандардите. Тука се наметнува уште едно прашање, можеби токму и заради војниот конфликт во Украина и воопшто стравот од ескалација на војна во Европа, се повеќе се заговара враќање на воениот рок. Кај нас за сега нема. Меѓутоа гледаме Хрватска го враќа воениот рок. Гледаме едноставно во Европа се создава едно крило на политичари кои што инсистираат на таа милитаризација практично. Германија како најголемата земја која што долго време беше пацифизирана, почнува да вложува огромни пари во модернизација на нивното вооружување на армијата и повторно се заговараат некои стари времења каде што служењето во воен ред ќе биде задолжително. Мислите дека тоа ќе биде неповратен процес и дека можеме да очекуваме, сакале неќеле, можеби и заради НАТО, да се најдеме во ситуација во која што воениот рок за нашите момчиња ќе стане нешто нормално повторно? Драган Вака, јас мислам дека веќе скоро може има година дена како пишувам за тоа. Јас стојам на тоа дека треба да кај нас да се отпочне процесот на враќање на воениот рок. Еве ќе ти кажам една аналогија чисто зошто го говорам. Тоа е претходнава недела кај нас 3 дена
главна тема во сите медиуми беше снегот. Како снегот не изненадил, Во јануари, паднало така. снег во јануари, луѓето си фаќаа сеир, додека во тие 2 дена Грција потпиша договор за набавка на израелско оружје, односно на противвоздушни системи, противракетни системи, дронови камикази. Косово тестираше дрон камиказа со лет од 1000 над 1000 километри. Хрватска набави нивни воени авиони, од сега ќе почнат самите да си го патролираат своето небо, а ние збориме за снег. Кој што не изненадува по обичај во сред зима. Точно. И сега ние, нашата економија, мислам не можеме да се споредиме со Грција, која што е башка на последната анализа која што ја направи еден воен магазин. Грција е 30-та воена сила во светот. Да, не е шега. Не се споредувам нас со Грција, но она што сакам да кажам е дека доколку ескалира ситуацијата помеѓу ЕУ и САД, особено доколку САД реши воено да настапи во Гренланд, тоа ќе значи крај на НАТО. Сега доколку значи крај на НАТО, ние мораме самите да се осигураме, мораме од прилика да настапиме најбрзо што можеме. Но нашиот пристап е ние сме во НАТО и тоа го држиме како едно слепо уверување. Ние сме во НАТО и сега сме заштитени. Веројатно поради фактот дека НАТО како хомогена структура функционира децении и децении назад и тоа даваше право да се чувствуваш безбеден. Што е веројатно успивна за деца, како се нарекува песна. Меѓутоа во овие нови околности кај што ви имате ситуација кога САД како најголема земја би можело едноставно да влезе во Гренланд, навистина се теоретски, се уште теоретски, бидејќи Трамп рече дека нема да влезе, но се бива, сметате дека треба да одиме по оној принципот волкот има дебел врат зашто сам си ги коле овците, односно мора да вложуваме сами во себе, а заштитата колективна да ја чуваме сепак како второстепена? Океј, ние имаме колективна заштита, веќе сме во НАТО и тоа е еден од неколкуте стратешки императиви што ние сме го постигнале. Јас не гледам доколку сега во вакви времиња, во вакви околности тоа и да не се отпочне како процес да се отвори како тема во јавноста заради тоа што кај нас уште тоа срамежливо така се пуштаат тези па се тестира пулс. Се мери расположението. Точно, мислам за тоа треба да се разговара отворено и доколку се заврши нели поволно и не се случат некои такви особени промени што би го дестабилизирале НАТО, ја не гледам како ние ќе изгубиме со тоа. Сега, тоа е малку долг процес доколку нели сакаме да го отпочнеме. Тоа сигурно ќе треба некои 2, 3, 4 години. Точно, 2, 3, 4 години ќе треба да се обезбедат, ќе треба да се обезбеди логистика, кадар, обука, ќе треба да се направи софтвер на кој што ќе се направи нели регистар за кој ќе биде способен, како ќе ги повикува. Тоа е еден процес што ќе чини и што ќе трае. Сега јас спремам еден текст кој што веројатно ќе го објавам наскоро, тие пари веројатно би можеле да се обезбедат од кратењето на неколку општини. Јас сметам тие не се неколку, сметам дека 14 општини во држава не заслужуваат да имат статус на општини и ќе треба да се припојат до соседните општини или доколку претходниот закон да го изгубат статусот на општини, да влезат во други и тие пари кои што би сега се трошат на нив, на нивната администрација. Да, која што е веројатно непотребна, по ваше би фактично би се префрлиле на ресурси за војската. Да, мислам дека тоа особено се поклопува бидејќи сега навредите некои општини со тоа. Сега ги кажам по име некој, мислам сега зошто да биде тоа навреда? Ние како држава сакаме да автоматизираме ефикасност и да заштедиме средства. На крајот од денот тоа не треба да биде прашање на его или некакво чувство. И башка, кога ќе видите колку се задолжени. 5000 жители се задолжуваат, тие пари се покриваат од буџетот, немаат ноу-хау. Таа општина ако сама не може да наплати доволно даноци или не може да произведе доволно средства со која ќе инвестира тука самата во себе, зошто постои? Зошто постои? Да. Ова е логично, не знам дали ќе го прифатат. Па не знам, ја тоа го гледам, еве сега се разговара за воведување на една изборна единица. Доколку се влезе во тој процес на воведување на една изборна единица, тоа паралелно може да го отвори процесот за измена на законот на локална самоуправа. Ова се интересни идеи. Убаво е кога излегуваат вакви идеи,
не мора нужно да се точни, исправни, меѓутоа да излезат воопшто во јавност, некој да размисли за варијанти. Не, јас сакам да го потребам тоа со бројки, затоа Апсолутно, ако имате подкрепеност, фактичка состојба, информации и економска оправданост, некој треба да има слух, да види дали тоа е окей. Бидејќи овде не се работи за некакво его или за некаква, како се вика тоа, локал патриотизам или не знам што. Овде се работи за здрава логика. Да. Има ли потреба од нешто или не? Ако нас ни е повеќе вредно враќање на воен рок од општини кои што фигурираат само ради реда и трошат ресурси, сигурно прва варијанта е да одиме на страната на војниот рок. Меѓутоа се разбира за тоа овде ќе имаме еден проблем. Го спомнав безбеден град сега чисто како пример. Значи ние нешто што не доближува до стандардите во возење, значи нешто што треба да профункционира за неколку дена, конечно требаше да функционира Господ знае од кога, сега го проблематизира една политичка партија пред Уставен суд, затоа што не знам ги сегрегирало граѓаните или што и да е. Може замисли безбеден град, значи камери што снимаат дали Драган или Виктор возат безбедно, дали се глупираат па минуваат на црвено и зборат на телефон. Да, и сега сакам да кажам, меѓутоа во една таква ситуација овие поголеми зафати како што е враќање на воен рок или укинување на општини, веројатно ќе биде досочекани на нож веднаш. Од разни политички фигури, од нив познати причини. Како тоа сега? Веднаш ќе ве обвинат дека вие некого со тоа деградирате, дека на некого вие му ги одземате правата, дека некој го понижувате, го правите граѓање на втор ред. Например, само сега на памет. Добро, сега тоа треба да видите кој го говори. Тоа го изјави господинот Таравари и го кажува тоа во период кога треба да глуми релевантност. Ако бидеме честни, тој од звезда на претходните парламентарни и председателски избори доживеа таков пат што реално не знам дали по новата македонска политичка сцена памети такво нешто. Реално можеби Петар Гошев од 90-ти. Од така 91-а, да, да добро. бидеме реални сега. Добра е оваа паралела, меѓутоа тој самиот си се осуди, тоа Точно. никој не го тераше Точно. да напушта власт од ситуација кога беше министер за здравство и да оди во една прилично губитничка позиција, односно опозиција во случајот. Но добро, велам дека ситуацијата во Европа е таква каква што е. Војната во Украина, уште ова ќе се фатиме, потоа одиме на Америка и тама некои интересни теми. Во овој момент имаме преговори, прв пат, меѓу воени лица, генерали предпоставувам, на Русија, на Америка и мислам на САД и на Украина, во Абу Даби. Имаше два преговори, сега ќе има уште едни. Интересно е, од нигде никаде, сите три страни зборуваат дека многу ги приближиле ставовите, што и да значи тоа. Затоа што Зеленски вели нема теорија ние да отстапиме од нашата територија во Донбас, нема шанси. Тој нуди некаква варијанта да биде тоа прогласено за слободна економска зона, да се одвои и украинската армија, но и руската армија. Од друга страна, русите нека да слушнат за такво нешто, тие велат ова е наше. Нема договор, меѓутоа повторно се инсистира на тоа дека ставовите многу се приближуваат. Американците по дефиниција се оптимисти, тие велат речи си готово. Русите се каде попесимистични, но и тие велат дека има конструктивност некоја во целата приказна, а во исто време господинот Зеленски тврди дека договорот за гаранции за безбедност на Украина со Америка е 100% готов и сега веќе само треба да се парафира повторно што и да значи тоа. Бидејќи јас не сум слушнал од американска страна гаранција буквална дека да, утре задутре, ако повторно Русија нападне Украина, дека Америка ќе влезе во војната автоматски. Тоа е точно, ама мислам да се надоврзам само на ова. Постои тука еден друг проблем, што не знам колку тоа ќе биде оддржливо, особено кога Европска унија не е седната на маса Така е, и не е вклучена во процесите. На крајот од денот, дури да биде постигнат тој договор за кој што се разговара дека ќе се биде направена таква зона или дека тоа ќе биде некоја бафер зона која што ќе биде поставена меѓу Русија и Украина, кој ќе гарантира безбедност. Еве, ако сакате овој одборот за мир кој што го формираше Доналд Трамп, тоа на некој начин во Европа се секира дека тоа е замислено да представува пандан на Обединети нации, каде што доколку во Советот на безбедност САД во некоја причина добие вето, ова му ќе може да го оправда и ќе биде единствена која што ќе може да користи вето. И сега, доколку Обединети нации не можат да распоредат сили, тоа ќе треба да го прават или Европа или САД, или паралелно заедно
Но Русија тоа не сака ни по точка Русија разно, тоа не особено сака. од Европската унија не Башка сака. сега пред да влезам тука, не е потврдена информацијата, нели под ризик да не сум во право. Прочитав дека украински воени дронови сега нападнале некои стационирани авиони, носечи на авиони и некои ракети каде што се направени големи штети, пробиена противвоздушната одбрана. Пак ќе кажам, не е потврдено, но не излезе Но како сосема информација. е можно да излезе како Сега, информација. и тоа е да. исто така дополнително нешто што треба да се замислат, бидејќи додека траат преговорите се доближуваат страните, ваму сепак се случуваат сериозни воени дејствија. Така да тоа Не станува запираат ниту за момент. Да, тоа станува да видиме како ќе биде. Мислам дека сади тоа ќе сака да го реши. Мислам дека Русија ни подразно нема да отстапи од Донбас, особено не од Крим. На крајот од денот Украина максимумот што би можеле според мене да се фокусираат е да ја зачуваат Одеса и пристапот До Црното море. Да, тоа меѓутоа добро, знаете како сега ова е политика и ова е стратегија и ова е тактика, ова се преговори на прилично таинствени. Значи немате вие сигурни линии што тамо се зборува, освен овие паушални изјави, преговараме, се приближуваме, вака е така. Од друга страна, војната без прекин, стравичен број на жртви од двете страни мора да се признае. Украина покажува голема резистентност, тоа е факт. Се борат, едноставно се борат. Ако се очекуваше дека русите ќе освојуваат, не знам, по 3 града дневно, тие се борат за едно село по месец дена, тоа е факт. Меѓутоа, ни едната ни другата страна не покажува слабост во смисло на тоа дека не може повеќе. Дека веќе не се во состојба да се бранат. Ако ги читате руските канали, тие постојано верат дека украинската одбрана ќе колабира, прашање на време. Ако ги читате украинските или прозападните, тие ќе ви речат русите од фрижидерите ги вадат оние како се викаат за да ги ставаат во ракети, што исто е едното и другото е небулоза очигледно. Да. Меѓутоа тој воен конфликтен е драматичен, исклучително снажен. И за овие 4 години тотално ја промени перцепцијата за се живо и диво што познававме во последниве децении. Војната во Југославија за ова делува како така локални немири. Да. Но и тоа почна некаде од 2008 година. Знаете како за Русија мекиот стомак секогаш бил делот на Донбас, бил делот на Црното море. Во меѓународните односи, особено во реал политикот, нема таков конвенционален морал кој што беве, да речеме, јас и вие би го имале меѓу нас. На Тоа е за крајот од наивни денот, само, така точно, е, да. на крајот од денот гледаме дека државите се водат според големите играчи се водат според сопствените интереси и осигурување на сопствената екзистенција. Украина, ја спомнавте у Југославија, за Украина најдобро сценарио ќе беше да биде таа Југославија, каде што од една страна ќе може да игра со Русија за да не ја нападне, од друга страна ќе може да ги користи бенефитите на Западот. НАТО можеби, мислам не можеби НАТО, секако не, но веројатно Имаше и други Европска концепции, унија, да. Имаше Европска други унија концепции. дефинитивно, но прашање знаете како? Русија уште од времето на Советскиот сојуз си држи некоја поголем геополитички континуитет. И сега доколку Украина пристапеше во Европска унија, ќе значеше автоматски многу побрз развој во однос на Русија. И сега ако има Брежнев имаше своја доктрина каде што околните држави на Советскиот сојуз мора да бидат послаби, мора да бидат во перманентен конфликт за да не изгледаат дека напредуваат во однос на Советскиот сојуз. Ако тоа го пресликате сега на денешна Русија, не верувам дека Русија ќе прифати некогаш Украина да биде по-просперитетна од нив. Колку и да звучи ова сурово, во основа е така. Впрочем, можеме да го земеме примерот со САД. Ако сакаме токму да преминеме на таа тема, бидејќи многу интересен разговор, па брзо ни поминува времето, председателот на САД Доналд Трамп во вториот мандат кој сака нека каже направи бура на секаде. Навистина, тешко е да се следи. Ако нешто е понепредвидливо било кога во последниве децении, тоа е однесувањето на американскиот председател. Вие не знаете кој е следниот чекор. И сега тоа од една страна му донесе некои бенефити, особено во таа голема слика што ја раскажувавте, во таа некоја се уште скриена конфронтација со Кина. Меѓутоа, дали можеби излегува сепак дури од опствените капацитети? Во кој смисол? Ударот на Венецуела, грабнувањето на председателот Николас Мадуро беше спектакуларен сам по себе.
меѓународното право тука не важеше ништо, меѓутоа беше спектакуларен како порака. Западната хемисфера е наша, нема мрдање, ова е наше. Од друга страна најавата дека би можеле да влезат во Гренланд на било кој начин, апсолутно нема поддршка во самите американски држави. Тоа интересно нема. 5% се за воена интервенција, 14% се за воопшто Гренланд да стане дел од Америка. Понатаму, обидот негов да се пресмета со илегалната имиграција, кој што е навистина огромен проблем на Америка, тоа само слеп човек не го гледа, најде на страшно жесток отпор во самите американски држави, ова што се случува сега во Минесота, во Минеаполис, конкретно, веројатно и во Калифорнија многу брзо. Одек токму на тоа. Локалните власти, гувернерите на овие држави кои се продемократски ориентирани и населението кое што е воспитувано во духот дека илегалната имиграција во принцип е окей, дека луѓето доаѓаат тука да работат, потполно не се согласуваат со логиката, вие им праќате федерални полицајци кои што треба да прават границата и тие тамо не знам проверуваат автомобили, влегуваат по куќи, апсат. Имаше 2 убиства, последно убиство повторно создаде една атмосфера на бес, особено во Минесота, каде што имате страшни протести и каде што ситуацијата е, ако читаме добро, предзовривање буквално. Видете, еве ќе направиме една споредба, мислам ова од Минеаполис ќе го поврзаме и со движењето што беше Black Lives Matter. Кога сакате да имате една амбициозна надворешна политика, секако дека веројатно другите кои што се засегнати од тоа ќе се вклучат во некаков процес на подготовка. Од друга страна, САД е, нели САД како што ја знаеме, не значи дека сите држави имаат исто разбирање за надворешната политика, за самите состојби во државата. Иако Вашингтон е кровен, сепак некој не мисли исто. Точно, еве видете, особено двата мандати на Трамп и начинот на кој што тој беше избиран или симнуван од изборите. Гледаме дека во Америка постојат 2 Америки кои што имаат сериозни разлики. 2 Америки, токму така. Точно. Тоа мислам тоа секогаш постоело. Сега дали некогаш биле поблиски или биле подалечни тие ставови, тоа варирало. Мене што ми е интересно е доколку ги анализирате 60-тите, 70-тите до средината на 80-тите години, ќе видите дека тоа што претходно биле позиции на републиканците, сега можеби тие позиции некако се поблиски до демократите и обратно. Па и не е чудно, затоа што и во Европа го имаме истото, каде што, не знам, социјалдемократите често пати се однесуваат како десничари, овие суверенистите се однесуваат понекогаш во некои политики, особено економските, прилично социјалистички, така што таа разлика одамна е измешана, меѓутоа факт е дека Трамп си отвори голем фронт дома, факт е дека во исто време отвори неколку фронтови надвор. Нормално Америка е огромна, премоќна и тоа не е сомнено, меѓутоа таа тежина може во еден момент да дојде и како преголем баук. Ќе видиме дали ќе биде така, како го гледате гувернерот на Калифорнија. Го гледав што зборуваше во Давос и генерално неговите ставови. Па тој практично го обвинува Доналд Трамп за авторитарност, за диктаторство. Буквално, тоа без никакво криење, нема тука веќе огради. Тој вели нема што да разговараме на темата. Ние имаме автократ кој што сака да ја уништи демократијата во Македонија, не мора да го во Македонија, реков, во Америка, мораме да го спречиме. Знаете, тоа е еден веќе нов момент во кој што тие две структури се судираат веќе како нешто кој што не е само диалошки, вербално, туку доаѓаме до еден конфликт кој што може да избухне во нешто поголемо. Во суштина, од Џорџ Буш постариот до Обама постоеше еден континуитет во американската надворешна политика. Со доаѓањето на Трамп гледаме дека и таму, да речеме, дали Трамп, дали неговото обкружување и тие кои му влијаат во водењето на надворешната политика, нели персе, имаат поинакви идеи од тоа што традиционално дури некои републиканци ги се согласуваат сега со ова што вие го викате за демократите и самите демократи. Мислам дека тоа што Трамп го прави веројатно умешно, сега не сум психолог за тоа до тој степен да го анализирам, но веројатно многу од тие негови изјави и потези ги прави калкулирано, бидејќи сака да креира некаква си персона на некој кој што онака е со краток фитил или е луд за да направи такво нешто. Плашите се од мене. Да, како плашило и умешно го користи, бидејќи на сите го тестира пулсот до каде ќе ја постават границата. Ако го земете неговото минато, тој е бизнисмен, дилмейкер и веројатно неговата
дипломатија не е ни дипломатија, туку го гледа ни става призма. На бизнес. Да, Дикли на бизнес кој што него уноси пари. договарање. Да. Негде прочитав дека за овој мандат до сега има неговото семејство заработено 1,4 милиарди. Кој сака нека каже добар бизнес. Добро, тоа може, знаете, може би тоа од аспект на неговото семејство или лично, ја го гледам тоа во однос на САД, ради тоа што таму неговото обкружување е под влијание на еден нов економски теоретичар, може би еден од најпознатите, Патис мислам дека се презиваше. Добро. И тој политиката на тарифите всушност на царините ја заговара дека со воведувањето на царини може да просперираат и САД и Кина. Царините или tariffs, тој ги оправдува на начин што во Кина, како нели државно спонзорирана економија, државата или кинеските големи компании произведуваат вишок кој што нивното население не го конзумира и го извезуваат. Најголем дел од тоа го конзумира САД. И сега, начинот на кој што царините треба да влијаат е да предизвика еден општествен раслој меѓу класите во Кина, на која што самите кинези нивните продукти ќе можат да ги конзумираат. Интересна теорија. Добро, меѓутоа во Кина вие веќе имаме сериозно збогатено население. Точно. Таму веќе има слој на луѓе кои што се исклучително богати и што живеат на високо ниво. Меѓутоа средната класа е далеку од европската средна класа или од американската. Претпоставувам, сега не сум сигурен ние за Европа. Ние па за Кина и не знаеме доволно. Реално ние гледаме оние огромни згради и роботи по Шангај, по Пекин, меѓутоа ние немаме точна информација што навистина се случува во Кина. Ќе треба Игор Радев тука да го викнеме, опасен познавач на Кина, веројатно ќе биде во наскоро време. Да се префрлиме на нешто друго. Ударот на Венецуела, реков, беше изненадување, беше порака до целиот свет практично, дека западната хемисфера е повторно под доктрината на Моро, значи Американско езеро, впрочем и Американскиот залив, стана Мексиканскиот залив, нема играње и уште тогаш кога заврши акцијата беше испратена порака до Куба, која што е комунистичка земја соседна на Америка, колку има од Куба до Мајами, има околу 80 милија, ако не се лажам, нешто така, дека би можело многу брзо да им се случи и нив нешто слично, дека се систем кој што треба да колабира и кој што им пречи на американците. Тука Марк Рубио изигра најголема улога и интересно тој самиот е кубанец по потекло, иако кубанците кои се родени во Америка понекогаш се жени дека се поголеми непријатели на системот од сама Америка. Зборам системот на Куба, да. Тие бегале од режимот на бегалците, да. И сега се наоѓаме во една ситуација во која што неодамна беше речено дека Куба би можела да биде тотално блокирана, апсолутно да не може веќе да прима нафта од надвор и незината економија која и така е осакатена да влезе во фактички во позиција на потпуна неупотребливост. Колку е ова? Јас не мислам дека во скоро веројатно сад би оделена варијанта за да извршат притисок за да Куба колабираат внатре. Напротив, мислам дека сакаат кубанците да играат румба по американски ноти и мислам дека она што го порача Трамп е дека всушност тој даде изјава веднаш по падот на Мадуро, даде изјава дека тоа може да им се случи и на Куба. Подоцна истото го кажа и Рубио и тоа мислам дека има доволна тежина заради тоа што мој некое мислење е дека во последните мислам со доаѓањето на Мадуро практично кубанскиот режим и венецуелскиот режим беа некако меѓусебно поврзани и испреплетени, бидејќи еве кога го апсеа Мадуро имаше 34 убиени кубански професионалци што го бранеле, да. Тие го бранеле. И овие всушност на режимот на Мадуро му нудеа логистика и интелидженс, разузнавачки информации. Од друга страна, Мадуро таму праќаше нафта на која нив насушно им треба, заради тоа што еве сега има вакво недостаток на струја, бидејќи производството на струја им зависи од нафтата и генерално самата економија таму е лоша. Од друга страна има сериозна бројка, таа не е потврдена, ама некои аналитичари читав дека прават проценки дека меѓу 5 и 10% од американските иселеници праќаат пари во Куба.
во смисла на своите роднини. И Фактички ги одржуваат во живот, ги ако сме одржуваат во реални. живот. Така И е. поставете околноста дека буквално Трамп со еден подпис може да го скрати или да го невозможи праќањето на пари или да се стави забрана на испорака на Што венецуелската е нафта релативно во лесно, да. Куба, да. Куба веројатно ќе предизвика граѓанска војна или ќе предизвика револуција, но мислам дека сад се фокусирани сега периодов на други места во светот и тоа не им е приоритет, затоа мислам дека сакаат да извршат максимален притисок, како што кажав, да играат трумба по американски ноти. Дали во Венецуела се случи тоа? Ние не сме на чисто. Сме на чисто, не знам. Го тргаат Мадуро на начин на кој што го тргнуваат, во ред. Америка вели, окей, од сега па натаму нашите компании влегуваат во Венецуела, почнуваме да соработуваме. Тоа веројатно на терен нешто се гледа, подпишуваат договори. Од друга страна имате господјата Родригес, ВД председателката, која што го замени Мадуро сакала нејќело и таа вели ние не сме сега не знам колонија на САД, нема никој нас да не управува, ние продолжуваме по боливарскиот принцип на Уго Чавес и така натаму. И сега некој ќе рече дека тоа е се за внатрешна употреба да го тешат дел од народот дека се уште се независни. Меѓутоа дали е така? Дали има состојба во која што не знам утре дали господјата Родригес, дали некој друг повторно ќе излезе и едноставно ќе рече направивте што направивте, сега ние сме подготвени да се бориме, ова со договорите со нафта не бидува ништо. Мислам дека моментално САД приоритет им е да воспостават механизам на кој што ќе го контролираат овој режим и нема да влезат во процес да го менуваат, бидејќи научија лекција на Блискиот Исток, бидејќи ако веднаш ја воспоставија Мачадо или нејзиниот сојузник Гонзалес, тоа веројатно ќе значеше поставување на марионетска влада, така ќе беше доживеано меѓу венецуелците. Она господја што доби Нобелова награда за мир, па ја даваше на Трамп. Да. Таа беше невозможена 2014, ако не се лажам, додека во председателски кандидат, па го предложи Гонзалес и после кога Мадуро ги покради изборите, отидоа во екзил. Но не и се, она што сакав да го кажам е дека на нив ќе им биде приоритет сега Трамп бара американските нафтени компании кои што претходно таму беа избркани, односно Хуго Чавес им ги национализираше нафтените наоѓалишта, тоа се Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips, да се вратат таму. И видов многу овакво кога беше собирањето на Мадуро, дека всушност САД влегува таму заради нафтата, што и тоаш напишав една анализа дека не е баш сосема така, заради тоа што таа нафтата на Венецуела е многу неисплатлива. Иако се најголеми наоѓалишта, тоа е добро да се објасни. Има многу наоѓалишта, но видете сега, има многу наоѓалишта таму, но тие наоѓалишта се проценува дека таму има 300 милиарди. Сега, тие 300 милиарди. Многу, ужасно многу. Тие 300 милиарди се бројка која што тоа кога беше објавена, беше цитирана најмногу од JP Morgan. JP Morgan таа бројка според изворите чинам дека ја базираше на извештај на ОПЕК. Сега, ОПЕК извештајот го прави од информации кои што им се доставени од самите земји. Нели, значи таа е бројка што Венецуела ја дала. Од друга страна не мора да значи дека тоа е точно, особено во време кога тој извештај од времето на Чавес. Сега знаете како во тие околности за да набилдате малце на Чавес тоа како би требало така. Да, не мора да значи дека таа бројка е до толкав степен реална. Но зашто не е исплатливо, велите? Не е исплатлива заради тоа што во самата нафта е богата со фосфори, не е чиста, постојат метали и самото производство ќе чини повеќе. Сега доколку барел е некаде околу 55, меѓу 55 и 65 долари, тоа мислам дека Вудсон Мекинзи имаше на анализа кај што го проценува дека ќе кошта 80 долари, што во овие услови е неисплатливо. Да. Од друга страна, имаше една анализа, не знам само од кого беше, ќе ми извините за тоа, проценува дека за да биде ставена во функција, за да тоа биде вратено на нивото пред Мадуро. Тоа се 2,5 милиони барели на ден, ќе бидат потребни 10 години и влог од 110 милиарди. Што не е малку, да. Точно, дури за Шеврон, дури за Exxon. Точно, бачка, знаете како, овие компании секогаш одат да инвестираат таму каде што постои осигурач. Венецуела во овие услови го нема таквиот осигурач, така да тоа моментално остаено само на реторика. Да, а целата приказна со борбата со наркодилерите?
Видете, за која дрога да збориме, кога кокаинот највеќе се произведува во Колумбија. Се разбира. И оди преку Мексико. Хероинот е во Мексико, Венецуела е само попадна станица, но ова беше имаше повод, да. Имаше повод и таа е, знаете, исто што направи Буш со Панама, како се викаше лидерот. Да, заборавив, Нориега. Да. Мислам дека Нориега. Интересно, сосема сме на крајот на оваа емисија, премногу брзо ни помина, можеме да отвараме и други теми, се разбира, меѓутоа ајде да се задржиме до овде. Генералната слика ја објаснивме, јас сум многу задоволен, морам да признам, од вашиот настап, реков, свежа крв е секогаш добродојдена. Виктор Јакимовски, магистар по меѓународни односи, благодарам за гостувањето во Заспи ако можеш. Благодарам, Драга, на поканата, се надевам гледачите беа задоволни, ќе не следат повторно. Да, поштовани гледачи, јас сум исклучително задоволен, се надевам дека и вие тука го завршуваме ова издание на Заспи ако можеш, се разбира, репризното е утре во 15 часот. Јас се закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.